Добра вечер и убава вечер од Владо Павлов. Деновиве борбено, деновиве се растрчавме малку повеќе, затоа што имаме некои одредени сомнежи кои што во иднина ќе откриваат многу работи, во иднина ќе докажеме зашто е линч врз Владо Павлов, дали сето тоа било случајно, кои се вмешани во сите овие сценарија од 2022 до ден денес. Мислам, сценарија да траат многу одамна, ама од 2022 до денес се многу силни, затоа што она што го гледаме е многу бедно. Верувајте ми, ако се докаже сето тоа, фала му на Бог што сум жив, најпрво, фала на сите вас кои што сте тука со Владо Павлов, биле секогаш да ја пренесете пораката. Фала странски служби. Затоа ве повикувам сите вие кои што сте соработници од аспект на материјалното, да си ги преземете активностите, бидејќи повеќе немам време, а немам време поради тоа што доаѓа нос до кошска со сето она што се прави против мене, поради една вистина, поради вистината за гробот кој што значи просветление. Ова мое вклучување во живот денес е повод моето сослушување и мојата кривична постапка која што е започната со дојави и со сето она што е направено, а ќе видиме во иднина што и како и зошто е. Јас барам да докажам дека тоа не се отомански символ, дека тоа не се отомански артефакти и имам право на тоа. Барам да се вратат назад, барем во Ојо Кочани или во Овара Кочани, за да можам оние мои пријатели од странство и сите оние кои што работиме на утврдување на вистината за овие артефакти,
да го докажеме тоа што е, а не оно што некој ни го наметнува. И во записот кај јавниот обвинител стои дека тоа се отомански артефакти, тоа се надгробни споменици. Значи, посебно за цвеќето на животот многу ме заинтегрира, многу ми е бледо од археолози, ако тоа го кажале во Република Македонија, дека се работи за некое растение, некој круг и така натаму и така натаму. Значи, пред се, не сакам да полемизирам многу, ке чекам да се врати, за да можам да побарам наша иницијатива за тим од Италија да дојде и да ни го представи сето она што треба со овие, според мене, значени докази за Македонија. На тој мејл кој што го испративме до италијански археолози, кој што дел од нив имаме наши пријатели во Египет, она што накратко е видено, еве ќе почнеме од цвеќето на животот. Според сликата, а треба да дојдат овде, затоа и бараме враќање со докази и аргументи, со наши пријатели од Италија и од други места во светот, да и тие ни потврдат дека овие дела кои што се чувани 20 години, представувани на најголемото зло на Македонија Паско Кузман, оставени на милост и немилост, сликани од инспекторка Билјана од ОВР Кочани, кој што денес живее во Скопје и пензионер, и чувани од нас, а наоѓаат мана зошто биле чувани, бидејќи се пронајдени од таму каде што е дедовината на Владо Павлов. И сето оно што се прави со свиркачот, со дојавувачот во мојата дедовина, доправа ќе ги расклинкаме работите, а оние уцени, сето оно што се прави против Владо Павлов, веруете ми, нема да ви успее, затоа што сите вие кои што сте вмешани со Владо Павлов, сте вмешани со дискотеката Пулс. Да не ги споменувам инспектори, началници, командири, полицајци, обвинители, суди. Значи, да не ги споменуваме со име и презиме, едноставно се работи за едно злосторничко здружување кое што ќе ви се згаде животот на сите, кој ќе дознаете целта, зошто некој го правил сето ова. Значи, животот ќе ви се згаде. И ќе се верувате дека Бог сака да помогне на Македонија. Не, македонци. Никогаш Бог нема да ни помогне на нас. После сето оно што го гледам и сето оно што ми се гнаси. Никогаш Бог нема да ни помогне на нас, македонците, од сето оно што го гледам и од сето оно што ми се гнаси, до кој степен можат поголемиот број на македонци во влада на Република Македонија, претходна, сегашна, уште претходна и било каква, да одат. Многу е гадно, македонци. Извинете ме, ама многу е гадно. Многу ми е мизерно. И затоа ќе бидам сконцентриран за некој одреден период, ќе чекам да се вратат овие нели отомански артефакти, за да мојот тим и моите соработници кои што започнуваме да ги активираме во Италија, во Србија, во Русија, и имам за цел да покренам една широка офанзива на овие значени докази од целиот свет, каде што целиот свет ќе биде сведок на мизеријата на македонците. За почеток, цвеќето на животот, како одговор на
еден наш пријателски тим од Италија, италијански археолози, ни дадоа опис и функција и вели вака. Релјефна плоча представува, цвеќето на животот представува релјефна плоча со геометриски и растителни мотиви. И служело како архитектонски украс во храм или во црква. Најверојатно како дел од преграда. Неговата символика, цвеќето на животот, е централен мотив кој што ни го представува сонцето и звездата. Или во превод го представува Исус Христос. Дали слушате, македонци мои? Исус Христос го представува централниот мотив од цвеќето на животот, кој што е звезда, сонце. А нашите археолози велат дека тоа бил Мухамед, нели? Затоа што се отомански артефакти. А додека овај тим на археолози италијански во Египет вели дека централниот мотив на цвеќето на животот од ова релјефна плоча со геометриски и растителни мотиви ни го представува Исус Христос. Или светлината на светот. Дали слушате, македонци мои? Оној доказ кој што го чувавме со пурпена во олтар, испрлен од злото број 1 на Македонија Паско Кузман, за кој што потоа ќе покренеме исто така вештачење од наш тим со кој што ќе соработуваме со цел свет, да видиме дали таа златна маска и тие златни ракавици до нејзе се оригинал или се направени во Златна улица во Кнез Михајлова, за да го вознесат големиот Паско Кузман, за да може да праве вакви гнасотии на лица кои што се борат за Македонија. Али отом потом, никаде во светот нема златна маска со златни ракавици. Само изгледа во Охрид има масони. Допрва ќе работиме на лица кои што се упатени во златото од античкиот период и лица кои што се упатени од Златна улица Кнез Михајлова во Белград. Затоа што најверојатно гробот треба да биде зацементиран, каде што Павлов го донесе Паско Кузман во 2006 година, а на сметка на него да се појаве овај лажниот, на кој што учествува Семир Османагич, на кој учествува Паско Кузман, на кој што учествуваше порано покојниот Аристотел Тентов, на кој што учествува Дардан Венетовски, на кој што учествува покојниот Ниче Димовски. И да не ги набројувам плејада на фалсификатори, зошто се толку не фрлиле сиве овие 20 години врз Владо Павлов. И продолжувам. Значи, централното цвеќе на животот е мотив на звезда сонце. Оно што Владо Павлов ви го кажуваше, дека цвеќето на животот е најстариот символ кој што е представен за македонскиот кутлеж. Тоест, затоа вели дека тоа е светлината на светот. И затоа велат овие археолози од Италија дека го представува Исус Христос, а не како што тврдат нашите археолози од Музеј на Македонија, дека тоа било
дека всушност тоа било представа на Мухамед, со оглед на тоа што тие велат дека ова било отомански оригинален артефакт, а не древен македонски и антички артефакт. Значи, до сега зборувавме за овој дел. Дека всушност овој дел ја представува светлината на светот и дека го представува Исус Христос, на кој што има земска и небесна круна. И продолжувам. Значи, ова е само дел од нашата соработка кој што треба да дојдат на лице место за да работиме на ова тематика која што некој верува дека може да биде спасен и дека може да учествува во овој заговор. И продолжувам. Значи, централниот дел што ви го представив од свеќето на животот, овие наши пријатели археолози од Италија во Египет велат дека тоа е символ на вечноста и божественото совршенство. Македонци, дали се слушаме? Дали не ви се гнаси од сето оно што се прави од лица кои што го чувале ова божествено совршенство на вечноста и продолжуваат? Значи, ова е првично само од сликата што им е представена, без да дојдат. А ќе дојдат во Македонија, откако јавниот обвинител преку овара Кочани ќе инсистира да се вратат назад каде што треба да стојат, се додека трае кривичната постапка. Лисјата и гранките од макот го символизираат дрвото на животот. Уште еднаш, да бидам појасен, значи лисјата и гранките, значи зборуваме сега за овој дел, не за централното сонце. Лисјата и гранките, вика, од макот го символизираат дрвото на животот, воскресението и победата на вечниот живот над смртта. Македонци, макот кој што го гледате на ова плоча го символизира дрвото на животот, воскресението и победата на вечниот живот над смртта. Ова не е само од Владо Павлов. Ова е првиот допис кој што го добиваме од археолози од Италија во Египет кој што се на служба. Симетријата го означува божествениот ред и хармонијата на создавањето. Дали сме свесни што правиме ние, материалистите кои што веруваме дека ги се спротиставиме на едно вакво дело од древните македонци кои што било божествено совршенство? И дали некој навистина верувал дека ќе наместиме човек што го чувал
за да тие го изнесат, ако се уште не е изнесено од Македонија. А ако изнесено, тогаш навистина Бог не треба да ја почитува и да ја сака Македонија. Тогаш, затоа што ние самите не се сакаме, затоа што ние македонизмот сакаме да го нафатираме, затоа што ние македонизмот сакаме да го продадеме и сакаме Бог да ни помогне. Дајте, македонци, ова, ако е изнесено и не се врати да дојде овај тим од Италија, да докаже на нашите археолози дека не е во отомански артефакт, каде што со право докажуваат дека нема никаква поврзаност како отомански артефакт. Освен плочата со арапското писмо. Ке дојдем и до нејзе. Зошто е и таа плоча пронајдена? И што означува тоа арапско писмо? Ке видите дека и за времето на отоманите овие работи ги чувале. И врз тој храм, место каде што имало упокоена душа, имало донатор кој што градел чешма, градска чешма. Но да се вратиме на цвеќето на животот. Символиката на Афионо кој што е представен со лисјата и гранките го символизира дрвото на животот, воскресението и победата на вечниот живот над смртта. Затоа го прашам Паско Кузман дали спие мирно. И сите оние учесници кои што веруваат дека се богови, кои што веруваат дека се светци и во улога на Бог и светец веруваа дека можеме многу одамна, уште пред 10 години, да го стрпаме во затвор, да го направиме забеган, да го направиме луд, за да овие дела најверојатно имале за цел да ги изнесат од Македонија. А дали се изнесени или не, ќе чекаме да бидат вратени укочени, за да можеме да стапиме у контакт и да видиме колку ќе не чини истражувањето од овие археолози од Италија во Египет, со кои сме во комуникација и со кои што првично ни дадоа информации што значи цвеќето на животот. И за датата вика, од слика не можеме да видиме староста, затоа што вика, таа зависи по плиткиот дводимензионален релјеф и по геометрискиот стил. Значи, овие археолози од Италија велат дека зависи дека тоа староста се препознава и зависи по плиткиот дводимензионален релјеф и геометрискиот стил. А тоа може само во живо и со нивна апаратура да се утврди дали е отомански артефакт. А ги прашувам битолчани, пошто е отомански артефакт, а Битола е конзул во време на отоманите, град на отоманите, центар на отоманите, дали некаде имат цвеќе на животот поврзано како отомански символ за време на отоманското во Битола. И дали овие информации штури ги дадоа со една цел да се заболоса, да го наместиме Владо Павлов, а ние да си, што вика еден пријател во Србија, Кичановиќ. Али, отом потом,
Мојот молк од 2005 и 2006 година за пронедениот гроб и верувајќи дека ќе постојат македонци во владите на Република Македонија. Нема, македонци мои. Нема. За тој гроб. И мојата сопруга ми го заби ножот во грб. Во тој временски период. Имаме уште многу да зборуваме. Денеска зборуваме само за цвеќето на животот. Каде што само толку ни испратија нашите пријатели од Италија. А чекаме и на нашите пријатели од Русија, и на нашите пријатели од Србија, каде што ќе покренеме една светска иницијатива за овај најстар доказ кој што значи светлина на светот. Бидејќи им смета на оние кои што се борат за темнината на светот. Бидејќи го представува Исус Христос. И ова не го тврдам јас. Ова е првично од оно што го гледат од сликата. Не велат дека го представува Мухамед, иако и Мухамед е Исус. А и друго, отоманските символи немаат ликови. Значи, отоманите немаат лик од Мухамед. Шо и да некој спремал во обрат увлочени и во Музеот на Република Македонија ќе се кажи. Ќе ги кажеме и оние дојавувачите, свиркачите. Ќе кажеме зошто и ден пред претресот у Кочани некој избега од горниот спрат од дедовината на Владо Павлов. Нема повеќе да молче Владо Павлов. Владо Павлов веруваше дека постојат македонци, премиери и кој ли не во Македонија. Ама не постојат македонци, верујте ми. Затоа што ова дело е чувано со пур пена и кога не сум во мојата дедовина, во мојот семеен дом, да не може никој да го отмне. И затоа во тој нарачан претрес, каде што за многу кратко време ќе дознавам дали претресот е нарачен од свиркачи, блиски пријатели на Владо Павлов, за кои што лажно ме обвинуваат, а и за тоа има кривична постапка, затоа што лажни са тие свиркачи, бидејќи околу надри лекарството ништо не е пронајдено. И дали тој претрес една година на 15 кон 16 март 2024 година, една година пред 15-16 март случувањето на Пулс, е нарачен за да се земе овај доказ од Владо Павлов, на кој што ниту Паско Кузман не сакаше да му обрати внимание кога лично беше на моја покана во Кочани. Дали некој знае што значи светлина на светот, вечност и божественото совршенство? Дали некој знае што значи цвеќето на животот кој што го представува Исус Христос? Техничките детали, она што го виделе од двете странични дупки, служиле за прицврстување на плочата за ѕид или за столбови со помош на дрвени клинови. Се мисли на овие.
Значи, уште еднаш, двете странични дупки служеле за прицврстување на плочата за зид или за столбови со помош на дрвени клинови. Беда сме македонци. Беда сме од она што ќе го дознаете, а веќе го знам. Беда. И да напоменам, после претресот и отимањето на овој значаен доказ за Македонија, големиот Семир Македонски, а дочера Семир Велики, започна да го носи цвеќето на животот, започна да праве центри за медитација со цвеќе на животот во високо, и така натаму и така натаму. Будно ги следиме сите учесници кои што имаат за цел да го зацементират делото на Владо Павлов гробот, а на сметка на тоа дело да изникне лажниот гроб геоглифот во Свети Николе. Очекувате уште многу докази. Ние ќе се бориме, нема да застанеме, затоа што ово е клучен доказ за Македонија, независно дали се работи у кој период. За староста лично ќе се уверат археолозите од Италија, кога ќе се врати во Кочанија. Не знам како обвинителство дозволило тогаш во тој временски период, додека трае ова постапка, да биде однесено во музеј на Македонија. Дали тој, плиток релјеф, дводимензионален и геометриски стил, али се на се, оно што е гледано од сликата, не може да се види колку е релјефот направен плиток или не, а тоа го знаеме ние. Тој дводимензионален релјеф не може да биде отомански, може да биде само македонски, од античко време, а тоа ни го докажува афионската чушка и гранките од афионот, кои што се представени на плочата околу цвеќето на животот како дрво на животот, и тоа го означува воскресението и победата на вечниот живот на смртта, како доказ за случувањата со Исус дека биле во Македонија. Или, ако се утврди дека релјефот е плиток, ќе дојдеме до византискиот период. Значи, староста не може да биде од отоманите, едноставно може да биде само од античкиот период и од византискиот период. А тоа се одредува по релјефот колку е плиток и колку е длабок. А имате и други апаратури за кои што во некој друго видео ќе ви објаснувам и ќе ви кажувам на кој начин и како се одредува староста. Ова е првично по сликата како се гледа. Значи, не може да биде ова отомански артефакт. Зошто е кажено дека отомански артефакт и надгробна плоча, па дури и клесана, па дури од мермер? Тоа ќе го утврдиме во иднина, затоа што поради некоја вистина за Македонија, фала на Богу што сум жив и фала на Богу што ги видив сите злобници во Македонија како газат низ мртви лешеви за да дојдат до Кичановиќ. И какви се нарачени сценарија се правија. Затоа и дојдов да започнам, освен што ја пуштивме во тираж Исус убиен со копје, имам за цел да докомплетирам уште една книга, која што ќе биде насловена Гробот на Александар Македонски 2026. Книга во која што
Ке има и моја биографија за се оно што се случувало со Владо Павлов од првиот ден од 2005 година, каде што е пронајден подземниот храм на Артемида, кој што уште има изгорени тули, па се до ден денес низ кој пекол поминував поради воскреснувањето на духот на Александар. Македонци, не мора да очекувам од вас ништо. Јас ќе се борам со помош на Божјата десница. И ќе останам така. А јас и универзумот ќе докажеме дека само тој одредува, како сакате кога кажете го, Галактичка федерација, Сириус А, универзум, Бог. Тој одредува кој да биде жив, кој да биде мртов. Тој го контролира и доброто и лошото. Така да сите овие учесници на лошото исто се контролирани од Бог. А јас ќе докажам дека македонецот има душа во себе, дека македонецот има дух и дека никој не може да му го умртви, како тоа што го прават за 20 години врз мене. И ќе докажам дека македонскиот дух е трос кот или феникс. Уште еднаш, останете ми во љубов, мир и хармонија. Во интерес на истрагата не можам да кажувам некои други работи. Откако ќе се одгонетнат, ќе бидат соопштени, затоа што јас сум транспарентен со вас. И едно што сакам да кажам. Немојте да бидете гнаси македонци како овие гнаси, кои што ги знаете за 20 години што прават не против Владо Павлов, против гробот и против Македонија. Немојте. Немој да бидете гнаси. Ве молам. Затоа што поголемиот број од македонците уште чекаат и се радуваат Владо да биде затворен, да биде уништен. Затварањето на Владо значи и запечатување на гробот и промовирање на лажниот гроб. А тоа значи промовирање на антикрист во Македонија. Ја затоа знам дека без Бог не можам да се спротиставам на овие пулини, на овие поклоници на антикрист, кои што имаат за цел во лажен гроб да го представат дека тој ја има неговата ДНК. А оние со вистинската ДНК од Александар и од Филип треба да бидат мртви. Дали Бог им дозволи овој пат? Ќе видиме. Јас сум тука останувам, не одам никаде, ќе носам целата моја одговорност ако некаде нешто сум направил. Позди Владо Павлов нема докази и аргументи дека се договарал да го продава, дека сакал преку интернет комуникација, освен ова интернет комуникација што имате. И ова интернет комуникација ќе ја представам пред сите, и пред Ојокочани, и пред Радовлочани, каде што нема договори за пренесување, прошверцување или за било што на овие докази. Едноставно, моите комуникации со мои луѓе се комуникации и барање на информација за нешто што треба да се врати и да остане во Кочани. Појасно е, македонци.
Али едно да знаете. Ако е онака како што гледам, нема да очекувате дека Божјата десница ќе биде мирна во Македонија. Нема да очекувате. Затоа што повеќе на Бог му се гнаси се ова што го гледа. Мене ми се гнаси, а тек на него. Од еден народ кој што го представувал овај аргумент, овај артефакт, на кој што најгоре стоело цвеќето на животот, кој што го представувал светлината на светот. Од христијанството Исус Христос се представува на идентичен начин, а тој е доказ на етерот, на божеството, на негативниот јон без кој живот нема. Зато ајде сите во високо на негативниот јон да го лечете канцерот. Ама погледнете го прво Семир, кој што не ме послуша, како пиле се пече во микропечка доле во тие тунели. Погледнете го како се суши. А погледнете го овај лик. Ајде сите во високо канцерот да го лечите. За кој што од првиот ден сум кажувал, јас не практикувам влегување во пирамида, затоа што таму е како микропечка и ке се печеме како пиле. Погледнете му го лико за овај краток временски период каков станал Семир. И сушен, се суши, како кокошката која печеме во микропечка. Ајде сите, во високо лечете го канцерот. И немам ништо против. Ама немојте мене да ме исподценувате. И ви посакувам на вистина да го излечете. Ама зошто ликот му е сменен на Семир? Зошто овдека гледаме како да се суши човекот? Зарем не го свати Владо Павлов дека пирамидите треба да ги користиме на врвовите каде што има најмногу негативен јон? Ајде сите кај Семир. Па дури и статуа од Семир македонски имате таму. Ајде Васко Ефтов, копи пасте Владо Павлов, слушати Семир што ги ти каже друго. Ке вртете македонци, ке вртете и на крајот пак ке дојдете и ке барате помош. Ама јас, кога поминувате низ тунелите, па немате помош, па продолжувате кај неубавото улје од канабис во Јован Бигорски, во други храмови, од масоните во црна мантија, и на крајот сакате јас да бидам последното дупче на кавалот. Не. Јас сум најсреќен на сите оние кои што од превентива, без да бидат болни, започнале со Владо Павлов. И до ден денес сите се просветлени, здрави и живи. А вие, од високо, преку партени Јован Бигорски со улје од коноплје, и не знам дали ова улје од коноплје што го дават овие масони во црна мантија, не е тоа мешање, не е тоа здравство? Или ќе кажат како еден светеж што го украдо и донесоа друг во битола. Ние сме држава од држава и не ни може ништо, ни полиција, ни влада, ни никој. И можеме што сакаме да правиме ние. За тие затворени врати и манастири. Па правите. Правите што сакате. Ја не сум тука да судам, ама сум тука да зборувам вистината. Ако не е вистина, Бог нека удари врз мене. Најпрво врз мене.
Не мора да ме чува од оваа банда на криминалци, од оваа археолошка криминална банда, не мафија, која што е во пакет и сојужништва со оваа урбана мафија, што велите, јас велам урбани криминални банди. Две у едно. Урбана и археолошка криминална банда, не мафија. Мафија нема во Македонија, има криминалци. Има бедни души кои што гзо си го продаваат за да не воскресне Македонија во денешна Македонија. И затоа утре ако Божјата десница ударе во Македонија, немојте да кажете дека не сте знаеле зошто. Ете јас ви кажувам дека има причина зашто ќе ударе во Македонија. Ако одлучи да ударе. Од сето оно што го гледам, што се правело позади мене, какви фингирани сценарија на мешталки во кои што учествувала и бивша сопруга, и кој ли не, само да не воскресе светлината на светот, свеќето на животот. Исус Христос. Ама затоа сте први во православните храмови да правите метање пред Исус Христос сите. Останете ми во мир, љубов и хармонија. Јас не можам да лажам, ама не верувам дека Бог ќе биде мирен. И не верувам дека Македонија ќе остае онака како што верувате вие, со предупредување, бидејќи од оно што го гледам ми се гнаси. А ќе сватите и вие за многу блиско време зошто ми се гнаси од се. Ова беа фрагменти од еден допис со кој што комуницираме со археолози во целиот свет и бараме вистина да се спротивставиме, затоа што се сомневаме дека овие артефакти се од отоманскиот период и дека имаат некоја друга цел, а целта е да се сокрие вистината која што е поврзана со Исус Христос, со светлината на светот, со вечноста и божественото совршенство, со дрвото на животот кој што го символизира макот, афионот и кој што значи воскресение на победата на вечниот живот над смртта. Бог да ви е на помош. И на вас, и на мене.